Почитувани, добре дојдовте во уште еден разговор во студиото на ТВ Канал ВИС. Со мене денеска е госпоѓа Ирина Китановска, талентиран уметник кој што подоцна во својот живот ја открива страста, но и желбата за творење, односно за сликање, изразување преку ликовната уметност. Добре дојдовте и драго ми е што имаме можност да поразговараме. Дали правилно реков дека подоцна во животот ја откривте страста за сликањето? Да, точно баш како што кажахте. После у пензија кога веќе влезееме, тука јас сум иначе морам прво да кажам дека сум мажена со 2 деца. Син и керка имам, 4 внучина имам пораснано. Кога сето това, таа одговорност спомена, кога веќе требаше у пензија да се смирите да малку, се смираме, некако внатрешноста не ми даде таква смиреност да останете без ангажман. Без, така. Благодарам што ме поддржуваш. Нема проблем. И се питувах дека, како, шо, која сум, шо да почнам, да не се замарам со некои други, да бидам своја. И бидејќи како личност јас сум креативна. Повеќе ме знаат уште од дете, сум активна, креативноста ја наваѓам у се, имам... Това ме задоволува и почнах да си земам да цртам. Иначе пред това и блудирах, шијах, рачните, знаем дворо да го управам јас како што се го сакам да се го украсам. Сето това домашните работи, кујната ми беше фантазија. И така да веќе здравието тога и некако не ми даваше, а и немаше потреба веќе таква, некак животот се тераше другачие, малку посмирен да биде. И смиреноста ја најдех во цртањето. Ве смирува, ве исполнува, како се чувствувате? Нешто однатре ми беше како да чмерем, како нешто, треба нешто да почнам. И кога седна на телевизија да гледам, и имаше лист пред мене, и јас со листот почнах да си шаркам и така, и почнах да си цртам. Имаше и на телевизија нешто баш од уметноста. И така това цртешчето, баш девојката, имам га девојка и на изложбата, ќе ја покажам. Девојката беше чудна, половино лице со око и коса, половино, но беше како жива. И толку ја на мене ми се допадна. И покажах ја на моите блиски, викат ле, како е чудна. Чудна, но некако покажуваше нешто убаво. Комуницираше со оние што ја гледаат? Некако, да. Кумши, пријателе, колешки, сите веќе почнува неколку слики, така почнах да си цртам. Првата слика Зајди сонцето ја направих. И тогаш, кога баш Зајди сонцето, кога го цртах, дојде професорот по, како му беше името? Бранко Кончелие. И се качи горе, кај маш ми обично доле слегнуваа да се напиват малкичко, да си поседат и качува се горе, маш ми желови да види шо работе Ирина. И вика, па ти ги црташ сликите, ама со талент. Нема ја професијата образована што треба да го дадеш школото, но имаш многи потфати и некои идеи внатрешни. И јас некако бех среќна. И ви даде мотив ова поттик да продолжите? Бех среќна и вика продолжи и отиде доле со висок глас на маш му вика немој да ја сопреш, Ирина, вика, има талент онатре, нека се задоволува со това што го работе, вика, и многу успеси ги има, вика. Така јас почнах да си цртам. Цртежот ќе го покажам на комшија, ќе покажам на пријател, ќе дојдат, почнаа да гледат, да видуват, почнаа слики да се множат. Сликите ќе ги направам абстрактно, не личат на ништо, но на мене нешто ќе ми заличи, ќе го доправам и така да излеваше слика. И јас храброста те носе многу далеко, Сузана. И храбра, со моите слики први што ги направих, излезех на улица. Не се срамувах, да. Ама беа и ураменки. Пред това поклонувах, одахме со вешти жени, со хуманита, поклонувах таму некаде како спонзорче. Гледам, префаќаа се сликите и продолжих. На улица кога излезех,
бех многу горда. Првата слика, млад пар од Бугарија, поминаа, си га виде, си га реса, си га платија, убава фара и питаа кој е уметнико, мене ми е срам да кажам, оти јас сум како постара. И после викам, јас сум уметнико, аматер сум јас, не сум уметник, не смеем да кажам. И ама ето, излезех да се видам колку вреде. И тоа е сигурно голема храброст е потребна така. да се соочите со непозната публика, со случајни минувачи. Не, случајни минувачи. Многу ти фала. Доваѓа госте што не бе од Струмица, ние се знаеме, ние што се движиме на центарот и тука живеем. Доваѓа луѓе, се гледаше, па се сликат на сликите, ги гледат, се воодушеват, па питуват и се тоа мен ми даде уште повеќе мотивација да продолжам. Најверојатно тоа се клучни моменти човек да продолжи и да добие дополнителна храброст и самодоверба, затоа што ако не се случило така, можеби ќе сте се повлекле. Да. Имавте ли моменти на двоумење? Дали треба да ми продолжите? паѓаше енергијата. Многу убаво кажа. Енергијата ми паѓаше, но имах си верба во себе. И си знаех оти клучо е у решителноста, у трпението и това ме водеше. Така. И това сега сакам да го покажам. Последниве 5 години се навистина значајни за вас, затоа што во овој период реализиравте една изложба, но ќе се случи за неколку дена уште една. Да, Ајде точно. да позборуваме најпрво за првата изложба. Како се случи? Да. Колку дела тогаш изложивте? Да. Каде беше? Да. Леле, случката, не очекувах такви прашања. Случката прва беше, јас бех многу години активна, со активност се бавах у културниот дом. Таму луѓето ги познавах полиција, кои функции што имат, ние влеваме, излеваме. И така да многу години таму. И јас со моите слики кои веќе се нагласија дека се добри од Кончелија и други, и кога видех оти ми се множат сликите, и се јавих на Александар Филев. Тој е еден стварно многу висок, јак, познат. Јас лично го кажувам како ангел на уметноста на Струмица. Врвен човек. Ни ме познава, ни па јас не го познавах. Чукнах на врата, му се представих. Повелејте што треба. И викам, јас имам слики, сакам да ми ги видиш, да видам како ќе ми ги оценеш. Дали вреде да продолжам да си цртам или да не се глупирам со това. Вика, јас ќе треба да ги видам. И јас донесех неколку слики. Оти близо седам таму Да. Донесех неколку слики. Една слика, најубавата што на мене најмногу ми се аресаше, ја му го давам прво, не? И он ја повлекува и вика, таа слика, вика, не. Јас веќе знаеш како ми беше. И после ги гледат другите три, а пред да ги донесам сликите, имахме, можам това да го кажам, он ги кажа условите за изложба. А јас викам, јас не дојдех за изложба, немам шанса да мислам за таа култура тука, за да се... Не. Само сакам да ме потврдиш, што ни еден така уметник не ми е видел како вас, сакам да го потврдите. И он почна да ми кажува разните условите кои треба да биде тематски таква, да биде урамена, дека каталози, това толку, многу кошта изложба. Јас на това пак не реагирах, донесех му ги сликите, ги гледа и кога ги виде и другите слики, вика, ти Ринка, да ти кажа нешто. Ти имаш многу висок талент на цртањето. Имаш трпение, това да го работиш многу не е изшарано, со трпение направено. Ти слободно можеш изложба да направиш. Одреди си дата, колку слики имаш на број, кажах му, имам 42 слики и така почна првата. Да се случуваат работите поврзани со презентирањето, официјалното презентирање на вашата уметност. Да. Бевте ли посебно возбудени тогаш? Прва изложба, влегувате во еден непознат свет за вас сепак, нели? Друго е кога
творите во интимата на домот, Да. но друго е кога го оставате на оценка на целокупната Точно. јавност. Како беше? Како Точно. помина тогаш Точно. презентацијата? Да, некако стварно многу сум слободна спрема вас. Еве и на јавноста можам, искреноста е најубава да ја слушаш. Некако бех горда на моите дела кај ги гледах. Многу на делта повеќе, а после кога дојде и публика толку. Посета кога имаше, кога не се знаеше тука партии или некои други или наметнано или се беше многу убава, задоволна, успешна и това благодарение на Александар најмногу што Ве поддржа? Сузана не само што ме поддржа, он веќе ја поддржа, он ја виде сликата, душата на цртањето го виде унатре на сликата. И затоа многу му сум благодарна. Плюс сум благодарна и што веруваше у мене дека можам и повеќе. Така. И се случи тоа. И затоа, Од првата изложба до сега, зашто поминаа 5 години? Предпоставувам дека не сте правеле пауза во цртањето. Не, па затоа и сакам и со нови дела да го докажам това што ме следе понатамо. Така. Колку имате ли некоја динамика на цртање? Цртате секој ден или по инспирација? Секој ден сум слободна за цртање, но секој пат не си баш расположен да црташ. Ако ќе се задлобочеш и ја имаш целта, ја имаш сликата, со не се додека не го завршиш тај дел на сликата што си го видела. Тука за да нацрташ слика, дали ти ја гледаш од слика или од природа или од замисла, тука ти треба рефлекси на очите да го согледаш сликата как шо е, па тога и да го внесеш. И така кога имам слика пред мене, кога ја сликам јас не можам да кажам дали е таа моја или таа другата. Значи рефлексите помагат многу заедно со мозокот да раката работи. Кога сте доволно инспирирана, за колку време најкратко можете да ја оформите, да ја завршите сликата? Има ли разлика? Кога ќе ви легне, кога ќе ви тргне работата Да. и кога сте помалку инспирирани? Да. Најкратко за колку време сте? Лично за мене ќе кажам, уметноста секој е различно чувствува и различно ја пренесува. Лично за мене, кога нешто ми се допаѓа, го погледнам, дали од двор, или од книга, или од слика, ми се допаѓа, јас веќе работам со неја. Работењето со неја, припремата за рамка, платно, друго, трето, работеш. После самата слика, која ќе почнеш, прво ја фаќам и после не можеш да се оделеш од неја. Сакаш да го завршиш, а никој пат нема да го завршиш. Постојано има околу неа Постојано. А знаеш и кога работам, ето сите мои што ме слушаат и што ме знаат, сите тај истиот мобет го знаат секај. Тај е нема потреба да се чита за да се докаже тоа што го имаш у себе. А кога цртам, кога работам и кога се завртам у куќата, мислиш толку е светла, толку изчистено, толку средено, толку среќно, толку е убаво. Дали оти не мислиш што има на другата страна, тука си, така да пуно енергија имаш. И излегува таа ништа. Да, се познава. По овој период од половина деценија ќе имаме повторно можност да видиме нови ваши дела, неизложувани. Меѓутоа, овој пат не во Струмица. Ајде да ја раскажеме приказната пред се, зошто во Ново село, затоа што таму е закажана изложбата, и што имате заедничко со Ново село, па сакате пред таа публика да се представите? Браво, многу убаво прашање, баш сакам тоа да го кажам. 5 години од првата изложба, сакам да го споделам това со моите соработници за првата изложба што беа, да им се захвалам уште еднаш и да им го потврдам дека заслужено сум го добијала това. Тај успех сум го добијала. И инаку уште пред да биде првата изложба, јас кога саках веќе да работам, се повеќе мислах изложбата да ја покажам, да направам изложба и да биде во Ново село. И кога заврших тамо успешно, и тамо и на Нехисто, на Александар, на вработените, им кажах, втората ќе работам и ќе одеме во Ново село.
И сега, на 5-те години да го одбележаме това. И отидех у Ново село. Да ти кажам, Сузана, много отдавна не бех отидела у тај културен дом, ни па у собранието тамо нивно шо е. Толку убав дочек сам дочекала, исто како и у Струмица. Градоначалнико едно прекрасно, фино дечко, едно фино, любезно, едно културно. Само што кажа, нели, шо е целта, шо сакам. Викам, ја сакам да предонесам за себе, а и предобивките да бидат за општината и за сите, нели, секоја култура е убава за секој. Целта за општината, што сакам тамо да биде изложбата, е јас имам една приказна тамо. Изложбата ја наречувам моја општина, моја приказна. Моја општина е поради тоа што мајка ми кога била бремена со мене, татко ми е бил полицаец, насекаде низ други градове сме биле со неговата служба и другите мои браќа, сестри се родени од други градове тамо. Јас, мајка ми е дојдена службено со татко ми у Ново село. И тука се породува. За това време татко ми морал подхитно да се враќа со возилото на служба. Мајка ми останува у општината Ново село и сега кој ќе ме земе, кој ќе на архива ќе ме запише и дедо ми доваѓа ме зима од тамо. У архивата викат немаме име. И службеничкото архивата вика за името општината ќе го даде името. Јас се викам Ирина и она нека се вика Ирина. И затоа ја викам... Убаво име ви дале. Да, одлично. И затоа ја викам мојата општина. Тука сум родена, тука ми е ставено името. Сега имам и приказна. Приказна што секој човек има приказна. Така е. Но и секој може да си ја каже. На секоја приказна е интересна. Но и не треба и да се отфрлат приказните. Така е. Приказните се дел од нашата Не личност. треба да се отфрлат. Колку сега ми улеснува кога веќе ќе ја кажам приказната, колку е убава. Не се срамам, туку сум горда и среќна што ќе ја кажам мојата приказна. А мојата приказна, Сузана, се од дел од мојот живот. Бидејќи мојата самохрана мајка, многу труд ја внесела за тие 5 деца, сите нас не, јас сум четвртото од 5 деца, сите да не изуче, да не изгледа. Тога и Ново село беше добра општина, е било да е, сеќавам ние како деца, јас сум на 7 години тамо ојдена у Ново село, до 8 деление тамо сум живеала, детството го поминах тамо многу убаво, за разлика од другите мои сестри, браќа, бех многу по-жива, темпераментна. Ја саках библиотеката, уште тога и трчах книга да си земам у нашата библиотекичка. Се дружах многу со... Општината беше многу, уште тога и многу културна. Имаше отворена за концерти, за филмове летна бахча. Имаше многу убави театри се дава. Сеќавам, сето това требаше и пари да имаш да одеш, а мајка ми не можеше на 5 деца да ни оделе това. Они другите многу не сака, го сака тај дел, јас го сака. За да одам, ми треба финансии. И ќе го ставам нашиот тун што треба да го нижеме, ќе одам у кумшиите, тамо ќе нижам за да можам да ми наплатат, за да си имам пари, да одам на кино, да си купам вестник, вестниците ги читахме, тие глумците, филмовите. И така. Тај живот... добри спомени. Да, това... Вашето рано детство. Да, детството и сите ние морам да кажам дел за мајка ми. Она викаше, животот што ќе ти наметне, ќе мора да го издржаш. А се што сакаш да успееш, ќе треба да го изработиш.
И многу строго не држеше, знаеме се у школата, секаде дек што треба, секаде бееме примерни, послушни, да. И општеството тога и беше многу, Сузана, право општество, имаше некои за сите еднакво беше. Солидарно? Солидарно плюс имахме многу помоши од комши, ако се треба да се оде у школото, имахме, ако одаме на екскурзија, тука ќе ти биде бесплатно храна. Но мајка ми не даваше така да бидеме нагласани со друга помош од друг. Секој кажеше, требаше едно, само това да не го заборавам, дрва да се носе секоја зима у школото. Дрва за огрев на зимата. На училиштето, да. Да, на училиштето. И ние бееме ослободени, но мајка ми това не го дозволяваше. Обавезно ќе не натера сите заедно со неја, ќе одеме прачки, сачки, ќе носиме таму, ама ќе мора да однесе. Нешто ако треба за било шо, ќе мора ние да сработиме и да она ќе го крие това некој нешто ако ни го дадело, ти е дадено. Не сакаше да подлегне на да подлегне на това да ги извојува децата. Да. И сега им се враќате на сега сакам на таа приказна поранешни сожители и сакате да им се одолжите на некој начин со уметност. Да. Сега това што го лично мое. Друго богатство немаме ние. Да. Никакво. Секој кој што си го ствара живото како убав, това е што е потребно живото, толку сите сме задоволни. Колку дела ќе има на оваа изложба? И еве, ако може да откриете, што најмногу сликавте овој пат? Да. Овој пат ќе имам слики од дел од минатата, да се видат и у Ново село. Другиот дел се нови слики. Исто ги имам пак абстракција на платно, со акрил боја. И имам и од стари дрвја корени, од Беласица, кога одахме на излет. И имаше таму многу дрва стари, срушени, па откопани, па самите корења, што окото само ми ги привлечува, ги зимах и имам направено од нив како статуички. Да, има скулптуричка направена атидже, ќе се види таа на изложбата, атидже направена со кошницата, со лажицата, со лико нејзен и корените како и како фостан, како да. Ги покануваме сите кои што можат на 19 да бидат во Центарот за култура во Ново село, за да ја видат вашата изложба. И јас би сакала, еве, како за окружување на овој разговор, да упатите една порака. Јас верувам дека има многу жени, многу луѓе кои што имаат потреба да се изразат креативно, но не се можеби осмелуваат. Што би им порачале? Види, по мое, како јас што се одлучих, треба чекор да се даде. Да се даде чекор това што го мислеш, да почнеш, да имаш самодоверба во себе и трпението ќе дојдеш до успехот. Така. Јас ви посакувам да имате уште многу трпение, боите да ви носат нови инспирации, да ги нанесувате на платното и на хартијата, па да ве видиме во следно гостување со најава за нова изложба. Да, благодарам многу. На крајта јас само нешто да кажам. Повелете. Стварно, многу им се заблагодарувам на Културниот дом Струмица, на Александар Филев за првата и сега за приема што ми го дозволи градоначалникот, исто и директорот на уметноста на Ново село. Кога влезех во неговиот дом, вика, ви имате сигурно многу убави слики или големи, ама ние имаме малечка сала. А јас, бидејќи го имам това унатре што сакам да го кажам, па викам има и многу голема приказ на таа сала. Така е. И сега со таа изложба сакам дел од таа приказна да ја кажам за општина Ново село и да поклонам неколку слики за луѓето што беа премногу задоволни и се дадоа за нас да ни помогнат како сирачиња деца. Така.
Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека вашиот гест ќе биде примен со радост, онака како што вие го дарувате, и дека ќе имаме уште многу можности да се радуваме сите заедно на она што го создавате. Ви благодарам. Благодарам на тебе посебно, на вашата цела куќа, многу убав прием ми направихте, задоволство и фала ви многу. Во секое време. Да. Почитувани гледачи, ви благодариме и вам за одвоеното време и не заборавајте дека она што постои како инспирација во вас, потрудете се да го извадите, затоа што носи и радост и смирение.